Уште еден смртен случај од западно-нилска треска, вкупно 5 починати досега, како што изјави директорот на инфективна клиника Фадил Цана, се работи за 73 годишен пациент со тешка клиничка слика и многу сериозни придружни заболувања кои придонеле за неповолен исход. Починатиот е од Скопско Ново Листиче. Според директорот на клиниката за инфективни болести, заклучно со денеска се хоспитализирани 21 пациент, од кои 18 со потврдена инфекција на вирусот, додека тројца пациенти се сметаат за суспектни. Па може да се каже дека скоро секој ден имаме некој што се хоспитализира. Зошто таа бројка не е статична, туку динамична. Некои се испишуваат, некои се хоспитализираат, нови хоспитализации и заради тоа бројката е цело време тука 20-21 хоспитализирани. Со дел од граѓаните кои што поразговаравме велат дека секој на свој начин се справува, но и дека не даваат поголемо значење на ситуацијата со комарците. Во однос на западно-нилскава треска, како се справувате со комарците и како гледате на оваа ситуација? Нема никаков проблем, што ја само джева дигаат, а не ништо страшно. Ќе се облечеш мацо подбувачки, или ќе се прибереш дома поред вода, нема тоа мучуриште ако има, кај што нема мучуриште, како можете? До сега не сум имала комарци, така да верувам покрај Вардар може ги има на друго место, не знам, слушам на телевизија и се чудам. И се чудам искрено од каде ова сето дојде. Јас со ништо не се заштитувам, ви велам, не сум наишла на комарци, затоа не се заштитувам. Па нормално. Не е нешто опасно, не се плашим. Нема некои такви комарци да се плашим. И досега ме нема каснато на еден комарец. Нема, мислам дека нема. Може да има кај што има барички, такви вода, што стои поеќе време. Што вие користите најчесто, особено летен период, за да се заштитите некаков комар? Досега ништо. Природно. Не доаѓаат кај мене, не знам, не ме сакаат. Не излагам воопште надвор, така да нема што да кажам. Мислите дека е толку опасно со комарциве или? Далеко од тоа дека е опасно, ама кога се вика дека има се да луташ некаде, па да дојдеш, па нема проблем околу тоа. Дома сум нон-стоп, така да. Користите некои препарати за заштита? Не, ништо од тоа. Ништо од тоа. Најмладиот пациент е 25 годишна девојка. Министерот за здравство Сташо Клековски соопшти дека Агенцијата за храна и ветеринарство ја потврди првата птица со западно-нилска треска во Скопје. Во Македонија се регистрирани вкупно 43 случаи на западно-нилска треска. Здравствените власти веќе мапирале 34 ризични подрачја, од кои 13 се оценети како високо ризични. Нови случаи се регистрирани во скопските општини Центар и токму овде каде што ние се наоѓаме во општината Чаер.